15-тото издание на Струмичкиот интернационален фестивал за краток филм Астерфест ќе се одржи целосно онлайн од 28 до 31 август со акцент на филмските содржини. Организаторите се одлучија за вакво видоизменето издание соочени со препреките што ги наметна пандемијата, но и заради запазување на континуитетот со план за враќање на концептот со класичните проекции до година. Овогодинешното мото на Астерфест е движења патеки. Селекцијата е составена од 30 на кратки филмови од разни страни на светот, но и од македонската продукција. Во надпреварувачката програма ги имаме добитникот на Оскар, звучни наслови и имиња од европските филмски награди Бафта, Трибека, како и неколку врвни дебитантски дела. Ретроспективната програма опфаќа дел од кратките филмови кои оставиле некаков белег на фестивалот, а ќе има и 3 дигитализирани кратки филма од опусот на Бранко Гапо, првиот лауреат на Астерфест во 2006 година. На самиот почеток на фестивалот ќе има кратко обраќање на познатата шкотска режисерка Морак Меккинон, а веднаш потоа со пригодна видеопорака ќе се обрати режисерот Пиро Милкани, легенда на балканскиот филм кој е лауреат на престижната награда Астер оваа година за неговиот монументален филмски опус. Милкани е роден во 1939 година во Корча, студирал на ФАМУ во Прага, а потоа со години работел во Албанија, каде снимал голем број играни и десетици документарни и кратки филмови. Филмската програма на Астерфест ќе се емитува од 28 до 31 август онлайн секоја вечер со почеток од 19:30 часот, а филмовите ќе бидат достапни само по една вечер бесплатно. Преку кусометражните филмски блокови ќе има кратки видеопораки од автори од САД, Мексико, Португалија, Русија, Велика Британија, Аргентина, Бугарија, Романија. Интернационалното стручно жири кое ќе одлучува за златната, сребрената и бронзената потковица е составено од филмологот Маријан Цуцуи, продуцентката Елене Чандриону и режисерот Горан Радовановиќ.